Добро вечер. Ве поздравувам на почетокот на уште едно издание на емисијата 360 степени во кое донесуваме. Оваа висококатница во Чаир се легализирани како дивоградби, а не смеело да се направи тоа. Сателитските снимки покажуваат дека се изградени последните неколку години, а законот дозволува легализација на градби финиширани до март 2011. Згрижувачките семејства и згрижените деца. Дали можеби е присутен феноменот сиромашни семејства да згрижуваат деца поради парите од државата? Најголемиот процент на деца кои се згрижуваат во згрижувачки семејства се исто така деца кои потекнуваат од ромската националност. Отидовме и сами да се увериме дека во главниот град има јавна институција со дупка на покривот. Ќе ми се јавите и треба да дојдам тука за 5 работи и да уплатам и да подиме. Ако не падне зграда. Народниот правобранител има законска надлежност да врши надзор над тајните служби, но морам да признам дека нашето искуство на ова поле е многу скромно. Да не речам, не постои. Општината Чаир легализирала дивоградби кои воопшто не смеело да бидат предмет на легализација. Станува збор за габаритни објекти, стамбени згради со по повеќе десетици станови изградени во последните неколку години, иако легализацијата е дозволена само за објекти финиширани до март 2011. 360 степени до овој момент документираше неколку такви случаи, а нашите проверки кои се во тек покажуваат дека неверојатно не станува збор за исклучоци, туку за масовна појава. Доказите се неспорни. Од една страна, јавно достапните сателитски снимки од Google покажуваат кога почнала изградбата на новите стамбени згради. Од друга се јавно достапните податоци од катастарот, од кои јасно може да се прочита дека општина Чаир ги легализирала зградите, иако според сателитските снимки нешто не постоеле пред 2011, туку воопшто и не биле почнати да се градат. Александар Димитриевски. Кој не поминал, не знае дека Чаир е можеби и најраздвижениот дел од Скопје. Не е за изненадување бидејќи густината на населението на 1 квадратен километар е околу 18.000 луѓе. Само за споредба, втората општина по густина на населеност во Скопје е Центар, со 5800 жители на 1 квадратен километар. Ајде што Чаир е 3 пати погусто населен од Скопски Центар, туку во последниве години почнаа да се градат се поголеми и се повисоки нови згради. А многу од тие згради се градат на тесни улички или на места каде лаички не би требало да биде дозволена изградба на толкави градби. За да не остане само на лаички впечаток дека во Чаир се гради на диво без преседан, се обидовме да провериме и преку факти. Прашавме во општината колку одобренија за градба на објекти за домување во стамбени згради, односно градби со намена А2, се издадени за периодот 2019-2022 година и за кои парцели. Општина Чаир за дадениот период има издадено 8 дозволи за градба на објекти со намена А2. Проверивме на терен дел од тие парцели. Заклучивме дека меѓу поголемите објекти кои се изградени или се градат со дозвола е една од овие стамбени згради во Газибаба, близу подвозникот кај хотелот Континентал. Дозвола издадена и за комплексот Премиум Резиденс, близу гинеколошко-акушерската болница во Чаир. Но во реалноста, во Чаир се изградени многу повеќе од само 8 стамбени згради во последниве 5 години, за колку што има одобрение. Тој факт води до еден заклучок. Во густо населениот Чаир на диво се градат стотици, можеби илјадници станови. Локациите на поголемите нови згради што ги видовме при обиколките на терен, а за кои општината не ни даде податок дека имаат одобрение за градба. Потоа ги проверивме низ јавно достапната електронска база на катастарот. Тоа што се потврди дека станува збор за дивоградби и тоа дел од нив изградени на државно земјиште, беше речиси небитно со друго, далеку поневеројатно откритие. Увидовме дека дел од новоизградените објекти кои ги проверивме во меѓувреме се и легализирани, што е потврда дека биле дивоградби. Но проблемот е во тоа што легализацијата на овие објекти не требало да биде можна. Законот за постапување со бесправно изградени објекти беше објавен во службен весник на 24 февруари 2011 година и стапи на сила 8 дена подоцна. Во членот 2, став 2, јасно се вели дека легализацијата е можна само за објектите изградени до тој момент.
Предмет на овој закон се бесправните објекти од ставот 1 на овој член, на кои до денот на влегувањето во сила на овој закон се изведени градежните и инсталатерските работи во целост и истите представуваат градежна и функционална целина. И покрај тоа што законски не можело и не смеело да бидат легализирани, еве некои примери кои докажуваат дека во Чаир се случило спротивното. Оваа нова осумкатница се наоѓа на булеварот Македонско-Косовска бригада број 87. Според јавно достапните сателитски снимки, во 2011 година, односно крајниот рок поставен во законот за легализација на дивоградби, на тоа место имало некакви бараки или склад. Нема никакви промени се до 2014 и 2015 година, кога почнуваат да се градат куќи во околината, но не и на парцелата која е предмет на наш интерес. Таму, првите промени се од март 2020 година, кога очигледно се почнува нова градба. Во следната година, објектот расте, се поставува кров и се чини дека во февруари 2022 година веќе е готов. Сето ова значи дека на конкретната локација немало ниту З од зграда се до почетокот на 2020 година. Или, ако бил дивоградба, никако не смел да биде легализиран. Сепак, според имотните листови на становите кои се впишани на таа парцела, објектот е легализирана дивоградба. И тоа преку повеќе решенија кои општината Чаир ги донела во текот на 2022 година. Оваа седумкатница се наоѓа веднаш зад поштата во Чаир. Во 2011 година зад поштата има само куќи, покажуваат јавно достапните сателитски слики на Google. Ништо значајно не се менува во околината до 2017 година, кога е почната градба на помал објект на улицата Џон Кенеди. Во април 2020 година зад поштата и натаму има само куќи. Но веќе на следната сателитска снимка од август се гледа почеток на градба на поголема зграда. Во следните година и половина, до февруари 2022 година, таа се чини готова. Според документите од катастарот и оваа зграда е легализирана дивоградба, иако тоа не смеело да се случи. Згора на се, во документите од катастарот пишува дека легализацијата на оваа зграда е извршена врз основа на решение за легализација од општината Чучер Сандево од јули 2022 година. На улицата Цветан Димов јасно се видливи овие три споени осумкатници. Во 2011 година покажуваат сателитските снимки, таму има само зеленило и понизок објект во непосредна близина. Снимките не се доволно јасни за со сигурност да се заклучи што точно се случува на локацијата, но во 2016 година, на местото на претходниот понизок објект, никнува градба која во јули 2018 година веќе се гледа дека е стамбена зграда. Ноември 2021 е последната сателитска снимка со зеленило на локацијата. Веќе во февруари 2022 се гледаат првите катови од нова, поголема зграда. Во октомври се поставува кровна конструкција, а до мај 2023 година веќе ги има другите две згради кои можат да се видат и денес. Според катастарот пак, на предметната парцела се наоѓа зграда со само 4 ката. И тие 4 ката се легализирани, и тоа во решение од општината од 18 март 2022 година. Иако секој од овие објекти има своја генеза, сите делат една иста работа. Били изградени далеку подоцна од 2011 година, која е временска граница по која еден објект не смее да се легализира. Тогаш, како се легализирани објекти изградени дури и во 2023 година? Освен што го поставивме ова прашање, до општината Чаир ги посочивме и трите примери објавени во оваа сторија. Локалната власт не го отфрли нашиот заклучок, но ни одговорија дека тие ги почитувале законите при постапките за легализација, вклучувајќи одредбата дека е дозволена легализација само на објекти изградени пред март 2011 година. Но сугерираат дека доказот кога е изграден некој објект за кој се бара легализација го дава оној што го поднесува барањето. При водење на постапките за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти, општина Чаир целосно го почитува член 6 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти, согласно кој се вели дека кон барањето за утврдување на правен статус на бесправен објект, барателот треба да достави и доказ за приклучок во комунална инфраструктура и или сметка за јавни услуги, струја, вода и така натаму. А доколку бесправниот објект нема инфраструктурни приклучоци, тогаш изјава заверена на нотар, дадена под кривична и материјална одговорност,
со која барателот ќе потврди дека бесправниот објект е изграден пред влегувањето во сила на овој закон. Или од општина Чаир, целосно ја префрлаат одговорноста на тие што побарале легализација, а знаеле дека објектите им се изградени по март 2011 година. Но тука се јавува нов проблем. Законот за постапување со бесправно изградени објекти беше неколку пати менуван за да се продолжи рокот за поднесување на барање за легализација. Тој рок последен пат беше продолжен до декември 2018 година. Објектите за кои ние поставивме прашања се изградени подоцна. Како е можно да биле поднесени барања за легализација на споменатите градби, кога тие не постоеле ниту на 31 декември 2018 година? Од општината Чаир одговорија, без оглед на рокот за доставување барања, барателот е тој кој доставува доказ или изјава дека објектот е изграден пред март 2011 година. За една од можните варијанти неодамна го прашав Мизет Меджити, поранешен градоначалник на Чаир од редовите на ДУИ, а сега председател на партијата Демократско движење на која припаѓа и актуелниот градоначалник на Чаир Висар Ганију. Чиф изуме да се градат згради без одобрение за градба во општина Чаир и да се легализираат со тоа што ќе се заведуваат под стари архивски броеви. Чиф изуме тоа? Да. Para dhe më thonë se defokusove deshat përgjigjem pyetjen e parë. Po okej, apsolvuam dhe më. Што ако се докаже дека навистина има злоупотреба на стари архивски броеви за легализација на нови дивогради? Sa i përket dhe më thonë ndërtimeve të egra, në nivel të mashonisë ka mbi 500.000. Dhe më thonë dhe nëse shtojmë me numrin e banorëve, dhe më thonë do del që çdo familje dhe më thonë është involvuar të ndërtimet e egra. Nëse nuk do kish ndërtimet e egra kanë qenë dhe më thonë edhe në kohën kur kanë qenë kompetencë e Ministrisë të Transportit dhe jo komunave, dhe ai mandej ka vazhduar. Не го демонтирате ова што ве прашувам. Faktikisht u asqaroj dhe më thonë se për atë arsye, dhe më thonë në nivel të Maqanisë, disa herë kanë sjell ligj për legalizim. Po mos kish pas ndërtimet e egra prej Stromice deri në Struk, pra nuk do kish nevojë as për të sjell ligj për legalizim. Pra qytetarët në Çajër, dhe më thonë nuk kanë bërë asgjë më shumë se atë që kanë bërë dhe më thonë në nivel të Shkupit dhe nivel të Maqanisë, dhe kjo çështje fundit Многу прецизно ве прашав за злоупотреба на стари архивски бројчиња за нови дивоградби. Сега нема актуелен закон за легализација на дивоградби, вие тоа знаете. Ако сега некој направи дивоградба, не може да ја легализира. Треба да се урне. Dhe më thonë në esencë aty është për shkak pengesës ligjit, dhe më thonë për planifikim hapësinor, që tani nuk janë, dhe më thonë, ka shumë kompetenca qeveria, qyteti, vonohen, dhe kjo i ka detyruar qytetarët, sepse në fund qytetari ndoshta me ligj për ndërtim apo me legalizim paguan komunalet e njëjta. Në Çajër janë diku 200 euro për metër katror, domethënë nuk favorizohet në këtë drejtim. Документите и другите факти за сега не нудат прецизен одговор. Како се легализирани објекти изградени 10 години по крајниот законски рок? Или како е можно да се поднесе барање за легализација на објект изграден последниве 2-3 години, кога рокот за поднесување барања истекол уште во 2018 година? Продолжуваме да прашуваме. Ќе продолжиме да известуваме за овој случај, односно случај. Сега за животот, кој знае да биде убавно и суров. Редовна појава се бебињата и малите деца кои откако се донесени на овој свет се запоставени од биолошките родители. Некои ги напуштаат своите деца, а на други државата им ги одзема бидејќи не се способни да ги чуваат. Тука на сцена стапуваат така наречените згрижувачи, семејства кои привремено земаат под закрила деца кои животот ги оставил без родители. Во земјава има околу 360 такви семејства во кои се згрижени околу 600 деца. Дали и како државата контролира каков е третманот на згрижените кај згрижувачите и има ли злоупотреби од Галена Николовска-Ризвановиќ. Куќата на семејството Петрови од Скопје е во Мирени Тивок дел од населбата Киселавода. Такво е и 5-годишното девојче кој од пред 6 месеци живее со нив. Покрај своите 3 деца, Даниела се одлучила да згрижи уште едно. 2 од биолошките деца се веќе возрасни, додека третото, најмалата ќерка Дарија, има 8 години. Па иако на почетокот им било необично со уште еден член во семејството, девојчињата станале неразделни. Прво им беше чудно, не им се веруваше како може такво нешто, ма сега веќе ја прифатија и премногу ја сакат.
Имате поддршка? Да, од сопругот, тој стално е на пат, ама пак тука е керката, таа посебно живее. Не е никако проблем, јас се справувам добро со нив. Мотивацијата да згрижи дете, вели Даниела, ја имала одамна. Затоа што јас имав контакти со деца од дом во околината кај што живеев порано. Ги слушав нивните приказни колку беа тажни. Па си викав, зошто јас да не помогнам бакар на едно детенце. Двете девојчиња уживаат во заедничките игри. Ја делат собата, играчките, облеката. Ајде, одете. Да ви ја видат колку е растурена од играчки. Цел ден вадат, се дотеруваат, фрлаат. Додека Дарија е на училиште, помалото девојче оди во градинка. Дарија повеќе е за оди на балетна, сака да пее, да снима пред камера, да ја гледа, многу сака да биде. А додека другово дете, девојче што е кај мене, тоа многу сака топка, сака да вежба, по цел ден надвор ја носам кога е досадно, вежба, трча. Можам да кажам од сите деца тука во паркот е најбрза, никој не може да ја стигне. Но периодот на адаптација не бил лесен. Со многу љубов и посветеност, некои трауми успеале да ги надминат, раскажува Даниела. Сепак, помислата дека може да биде одземена и преместена на друго место, за малата е еден од најголемите стравови. Па тука си кај мене, никој не те зима. Никој, ти си моја керка веќе готово, не те давам јас. Со Дарија заедно ќе растете заедно све. Може ли? Нели така се договоривме? Ти сакаш јас да ти бидам мајка? Па ти јас ќе ти бидам. Може, нели? Да пукне, ајде. Тука ќе бидеш, не одиш никаде. Тука. Сакам цел ден. Цел ден и дека пораснеш. Многу предизвици има. Мислев дека се тие деца како и нашиве деца, нели? Може секако со нив, меѓутоа не било така. Има многу работа со нив. И ова дете кај мене што е беше истравматизирано доста. И се уште истраат некои моменти, ама полека веќе нема. Семејството на Даниела го посетивме со социјалните работници од Центарот за поддршка на згрижувачките семејства 11 октомври. Заради заштита на идентитетот не го откриваат ниту името, ниту минатото на ова девојче. Тоа е само едно од околу 600 деца сместени во згрижувачки семејства во земјава. Според податоците од Министерството за труд и социјална политика во Македонија има 360 згрижувачки семејства. Во зависност од тоа дали станува збор за роднински релации, за деца со попреченост или деца жртви на насилство, згрижувањето може да биде општо, роднинско, специјализирано, повремено или интервентно. За овој хуман гест, згрижувачите добиваат помош од државата. За општо згрижувачко семејство таа изнесува од 18.000 денари за дете кога е згрижено едно до 12.000 денари месечно за секое дете кога се згрижени максимално дозволените 5 деца. Роднинските згрижувачки семејства добиваат од околу 12.000 денари за дете кога е згрижено едно до 6.000 денари месечно за секое дете кога се згрижени максимално дозволените 5 деца. Сместувањето во специјализирано згрижувачко семејство се плаќа од 21.000 денари за дете кога е згрижено едно до 19.000 денари за секое дете кога се згрижени максимално дозволените 2 деца. На ниво на целата држава постојат 3 центри за поддршка на згрижувачките семејства. Јавната установа Детски дом 11 октомври, СОС Детско село и јавната установа Дом за доенчиња и мали деца Битола. Центарот со кој раководи Ана Панчева опфаќа најголем регион и има најмногу корисници. Освен општите услови кои треба да ги исполнува, потенцијалниот згрижувач мора да помине обука, а се прави и проценка на личните предиспозиции и условите во домот. Дали тие се со завршено образование, кој е степенот на нивното образование, каков однос имаат кон воспитно-образовниот процес, дали се школуваат или се школувани нивните биолошки деца. Во тој процес на нивна проценка многу ни е битни ни се информациите за тоа какви се нивните релации и односи во семејството помеѓу потесното семејство, какви односи и релации имаат со поширокото семејство, какви се брачните односи и релации, како ги надменуваат брачните предизвици, проблеми и така натаму, каков однос има кон нивните деца. И се тоа е еден сет на информации кои што го градат нашето мислење за тоа потенцијално семејство.
Доколку се погледнат податоците за бројот на деца сместени во згрижувачки семејства, најмногу има во Скопје. Па од Министерството за труд и социјална политика побаравме статистика за бројот на деца на училишна возраст по општини. Не изненади податокот дека најмногу има во општини кои не важат за особено богати: Шуто, Оризари, Газибаба и Чаир. Ако во останатите 30 на општини за кои добивме податоци има од 10 до 15 деца на училишна возраст, во овие 3 општини бројката е за 4 до 5 пати поголема. Дали можеби е присутен феноменот сиромашни семејства да згрижуваат деца поради парите од државата? Најголемиот процент на деца кои се згрижуваат во згрижувачки семејства се исто така деца кои потекнуваат од ромската националност, па можеби и оттука нели и бројот е тука некаде нели поголем, од причина што најчесто во општината Шуто, Оризари нели и делумно во општина Чаир се семејства кои што се од ромската етничка заедница и кои можам да кажам дека се побројни од останатите и дека навистина мораме да го признаеме нивното значење во системот и да бидејќи тие ни се ресурс секогаш кога нели имаме потреба да згрижиме дете. Условите, стандардите за грижа, повторно ќе напоменам дека се задоволени од сите аспекти. На прашањето како службите се сигурни дека нема злоупотреби во згрижувачките семејства, Панчева вели дека спроведуваат ненајавени контроли, а реагираат и на дојави кога има индиции за негрижа. Понекогаш може да е тоа сигнал кој што ќе ни го даде училиштето каде детето учи, бидејќи не одиме ние само во семејствата, туку квалитетот на грижа го проверуваме и со комуникација и соработка со училиштата, предучилишните установи, па некогаш и матичните лекари, од каде што добиваме секако нели исто така информации за тоа каков е тој, каква е таа грижа. Во една ненајавена посета заедно со социјалните работници бевме и ние кај општо згрижувачко семејство во Тетово. Мајката е згрижувачка околу 2 години и во моментов кај неа се сместени 3 деца. Две од згрижените деца се на возраст од 11 и 13 години и се биолошки браќа. Тие во моментот на посетата беа на гости кај роднина, па во домот беше единствено девојчето кое неодамна наполнило 1 година. Прославата за роденденот беше една од темите на разговор со службите, а се распрашуваа и за здравствената состојба на детето. Вакцините ги прими? Да, сега кој ќе биде пре 18 години. 18 месец, извини. Таа уште и че да, и уште таа. Све во ред. И сакаме у градинга да запишем, ама нешто не можем. Прв ваков случај ме добивме информација дете од згрижувачко семејство, меѓутоа најверојатно каде да е би требало во текот на овој месец и тоа да го средиме. Мелинда има уште 2 своји биолошки деца кои веќе се тинејџери. Вели дека од нив и од сопругот има голема поддршка и дека таа била пресудна за да стане згрижувач. Преку телефон видов на YouTube една дече. И таа имаше 20 нешто години, не знам, и кажал како проаѓа од дом, сваќаш. И мене ми беше многу жал. Една другарка дошла и викав ја ваке, слушав како жал за нивни деца. Нема. Ние смо мајки, ама наши деца по добри, ме сваќаш, а другите како нема никој. И како и после таа вика можеш и ти да земеш деца? И ја викав ајде да земо ја и ти. И кој ќе правим документот? Ама ќе видим. Ајде да правиме документот побрзо. И правевме документите, отидов на обука. Таа досега има искуство со згрижување на 4 деца. Првото девојче кое го чувала е веќе посвоено, па разделбата од децата е една од најтешките теми. Таа е најтешко. Да можеш да се да можем да зборим со нега, само да знам малку. Ме сваќаш и може ќе ми пројде. Многу тешко. И сега ми е тешко. Немате контакт од како ќе Многу тешко. Стручните тимови од Центарот за поддршка им се достапни за помош на згрижувачите 24 часа, а по потреба доаѓаат и на посета. Задолжителните контроли ги прават на 4 месеци.
Кога доаѓаме во домот, првично забележуваме условите дома, хигиената во домот, што ни остава впечаток, потоа со самиот разговор со згрижувачката си ги кажува сите детали околу децата, доколку одат на училиште, доколку не одат, доколку се во градинка, здравствената состојба на децата, одреден предизвик што се соочува доколку има. Тие се тие основни детали кои што се гледаат на увидот. Ова семејство е еден од најдобрите примери на згрижувачки семејства. Децата растат со родителска љубов и многу внимание, а тоа е и целта на згрижувањето, велат од центарот. Сепак, во последните 2 години откако постои Центарот за поддршка, затворени се 8 згрижувачки семејства. Немале случај на малтретирање или насилство, но имале ситуации кога детето не напредувало и не го добивало потребното внимание, што било причина за одземање на згрижувачкото право. Не е згрижувањето само да обезбедиме постела, крув над глава, храна, нели, да оди во школа и да се врати, туку токму згрижувањето и згрижувачките семејства постојат да детето се чувствува во семејството како во своето биолошко семејство, да тоа дете по ништо не се разликува од другите деца во неговото одделение, да му е обезбедено буквално се. Документот ќе ви биде готов за неколку дена, ако дотогаш не падне зградата. Овој наведум саркастичен коментар го добивме од службеник, додека колегата Хекура на Кифи правеше теренско истражување за состојбата во која се наоѓаат подрачните одделенија на управата за водење на матични книги во главниот град. Велиме навидум саркастичен, затоа што навистина има такви објекти за кои е тешко да се каже дали ќе го дочекаат следниот ден. Да ја видиме историјата. Овој објект не е напуштен. И покрај тоа што во некај простории нема прозорци, а има и дупка во покривот, во оваа зграда секојдневно работат јавни службеници. Таму се за да ги услужат странките, граѓани кои имаат потреба од услуга во подрачната канцеларија на управата за водење матични книги во Ѓорче Петров. Отидовме и сами да се увериме дека во главниот град има јавна институција со дупка на покривот. Откако случајот ни го посочи граѓанин, тајно му правевме друштво на лице кое имаше потреба од документ, а кое се согласи да ни помогне од прва рака да ги видиме условите и за вработените и за граѓаните. Нашиот познаник аплицираше за извод од книгата Народени. На прашање до вработените за колку време ќе му биде готов, одговорот беше во најмала рака саркастичен. Значи, ќе ми се јавите и треба да дојдам тука за 5 работи и да уплатам и да подигнам. Добро, фала многу. Ако не падне зграда. Па да, ако не падне зграда. Во право сте. Во ова зграда има уште неколку канцеларии, но според она што го видовме, тие не се функционални. Има и сала за венчавање, која наликува на се, само не на сала за свечености. Речиси една недела подоцна, повторно отидовме во подрачната единица на матично во Ѓорче Петров. Сега, за да си го земеме нарачаниот извод од матичната книга на родените. За среќа, објектот се уште беше тука. Ние брзо завршивме работа. Но прашавме за мислење и други граѓани кои беа дојдени за некој документ. Се пофалија од услугата, но не и од просторот. Од вработените, да, меѓутоа тие не си криви што работаат во вакви услови. Мислам, ова го нема ни во Африка. Што мислите што треба да се направи? Да се сруши, да се реновира, ама кој? Или да се преселат, или да се реновира, да личи на објект кај што има вработени, кај што има луѓе што живеат. Не е добро тука ништа, све е сломljeno. Која општината то? Треба да се реновира свето. Дали се плашите да влагате внатре? Па сега, веројатно сте влегли унутре, сте виште каква е ситуација, така да сакаме, не сакаме, мора да идеме да извадиме документи, имаме некои посмртници, да извадиме некоја извод од уморените, тоа е се што да правиме. Иако покривот не беше оштетен, не ја биеше добар глас, ниту подрачната единица на управата за водење матични книги во Газибава. Таа се наоѓа во склоп на објект на некогашното училиште, а потоа
кино во населбата Маđари. Просториите кои изглеdaa постари од внатре, отколку што целата зграда изгледа од надвор, конечно почнале да се реновираат. Работници сепак не начекавме. Привремената локација е во соседната населба Сингелич. Сликата таму е подобра, но на граница на прифатлива. Стара зграда во која се наоѓаат неколку државни институции. Управата за водење матични книги има повеќе канцеларии на државно ниво. Поточно 8 подрачни единици, 26 регионални канцеларии и 178 локални. На некој од нив им е потребна итна интервенција, вели и самиот директор на институцијата Емир Сулеймани. Додава дека дел од канцелариите за кои обезбедели финансии моментално се реновираат. Mësaktësisht veçmë kemi filluar që të bëjmë riparimin e disa nga zyrave. Kishim të siguruar mjete për këtë vit, do të thënë për vitin 2023. Kemi të parapam mjete edhe për vitin e ardhshëm, të cilat shpresojmë që Ministria e Financave do na miraton, sepse me të vërtet është nevojë e qytetarëve. Për momentin jemi duke punuar apo jemi në përfundim punëve në qytetin e Divrës, në qytetin e Prespës, në Ohër, në Shkup dhe në Manastir. Me siguri do kemi edhe diçka tjetër deri në fund vitit dhe besoj që jemi përcaktuar për ata të cilët kanë pasur më tepër nevojë, me urgjencë, dhe të cilët nuk kemi probleme me dokumentacion. За канцеларијата во Маđари, која во моментов кога ние снимавме на терен не работеше, Сулеймани убедува дека работите биле 90% завршени. Veçmë kemi filluar edhe të japim shërbime dhe ajo zyrë është veçmë shndruar në një zyrë moderne me kushte të bashkëkohore. Kemi rregulluar edhe një sallë martesash ku do të shfrytëzohet edhe nga zyrat përreth dhe mund të konstatojmë se gjithë renovimet të cilat do bëhen do jenë të asaj kategorie. Dhe zyra në Mađari më saktësisht është e rregulluar dhe i plotson të gjitha standardet. Како ли изгледале канцелариите кои сега се реновираат како приоритетни, ако се уште нема пари за канцеларијата што ја посетивме во општина Ѓорче Петров. Директорот на управата вели дека таму има проблеми од имотно-правна природа. Pajtohem me ju që me të vërtetë ajo është një zyrë me të cilat duhet me një urgjencë më të madhe të intervenohet. Mirë po, pasi që pronësia aty është e shtetit dhe ne kemi në formë automatike kemi bërë kërkesë deri te avokati i shtetit që të rregullohet fillimisht të rregullohet çështja e pronësisë. Pasi që ne për të bërë investime në zyra të caktuara duhet që të kemi pronësi në ato zyra. Dhe jemi duke pritë përgjigje. Mirë po, brenda kohës pasi që jetojmë këtu ku jetojmë dhe e dim se si këta procedurat administrative janë pak të ngadalshme, unë pata një takim edhe me kryetarin e komunës së Ѓorçe Petrovit, me të cilin e diskutuam këtë problematikë dhe bashkërisht konstatuam që me të vërtetë kjo zyrë është në një gjendje jo të mirë apo të vështirë, goxha të vështirë, dhe duke e prit këtë përgjigje apo këtë procedura birokratike, jemi edhe në kërkim të dislokimit, që në rast se nuk do zgjidhet ky problem në formë më të shpejtë, do e dislokojmë atë zyrë dhe qytetarët do mund të kryejnë nevojat e tyre ashtu siç ju hahije. Што останува кога и администрацијата се жали на бавна администрација, на вработените и муштериите во подрачната единица во Ѓорче Петров? Само да чекат, ако до тогаш не падне зградата. Народниот правобранител има законска основа и обврска да спроведува надзор над безбедносните и разузнавачките агенции, но тоа не се случува во реалноста. Во годината во која омбудсманот одбележува 25 години од воспоставувањето на оваа институција во нашиот политички систем, се прават пионерски обиди за да почне да се практикува законската надлежност. Искуствата од регионот и пошироко треба да помогнат во тоа. Зоран Јовановски. Надзорот над следењето на комуникациите и над работата на Агенцијата за национална безбедност е законска надлежност на народниот правобранител. Оваа институција е набројана меѓу надзорните тела во Законот за АНБ и во Законот за следење на комуникациите, во чиј член 56 конкретно пишува: Народниот правобранител на Република Македонија врши надзор над законитоста на преземените активности при спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од аспект на заштита на човековите права и слободи.
Законската основа и обврска за омбудсманот се јасни, но морам да признам дека нашето искуство на ова поле е многу скромно. Да не речам, не постои. Бев непријатно изненаден кога на повик на председателот на Комисијата за надзор над работата на ОТА да ги споделиме нашите искуства во надзорот над безбедносните структури, на еден колегиум одржан во нашата институција која побарав што досега е направено на ова поле, едноставниот одговор беше дека ништо. Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор ДИКАВ беше коорганизатор на конференција во Скопје на која беше осветлена надзорната улога што треба да има народниот правобранител. The Ombuds Chair, Nazir Sabir, you have actually a very difficult place here, a role to play, because you are a little bit like the bridge between these two worlds. On the one hand, the secretive world, and on the other one, the public world that is, and that people, through your mandate, that people can come forward complaints, you can fulfill this role as some vital other organizations as well. Во дебатата беа споделени искуства од други земји. Например, Финска има посебен народен правобранител за разузнавање, кој лично учествуваше на конференцијата. Институцијата е воспоставена во 2019 година и во неја има 4 вработени. In my office we have all the same access to information and all the same means of influence, but then we have also some special access to information and special means of influence which, let's say, normal ombudsman don't have. And in Finland, it's, for example, so that the intelligence authorities have an obligation to inform us in real time of all of their own decisions concerning the use of different intelligence gathering methods. Србија беше посочена како добар пример во еден период. За време на мандатот на Саша Јанковиќ како народен правобранител од 2007 до 2017 година е направена првата опсежна контрола над безбедност на разузнавачките институции, која подоцна е истакнувана како добра пракса на европско ниво. During that time, the Ombudsman really used the full plethora of its powers and functions in terms of dealing with individual complaints, conducting on motion investigations, as Hans mentioned, which is particularly important. Also using the information from the media to start on motion investigations, but also using anonymous complaints as the basis for the on motion investigations. Во Хрватска пак, народниот правобранител во однос на безбедносните служби има добиено неколку поплаки кои главно се однесуваат на работничките права. Службите не сакале да му одговорат на омбудсманот писмено, туку инсистирале на лична средба за да објаснат што се случило. Поранешната народна правобранителка на Хрватска, Лора Видовиќ, вели дека случаите се различни во различни сектори од безбедносно-разузнавачкиот систем. The difference is the political dimension of a problem. When we were dealing with complaints regarding the police treatment of an ordinary citizen who was, mistreated while crossing the street or during the apprehension, the cooperation with the Ministry of Interior and with the police was in general very good. They would respond to our documents. Sometimes that would be substantive, sometimes less so. Sometimes they would push back. They would implement our recommendations to more or less convincing degree. But the real game changer came when we started to scrutinize police treatment vis-a-vis migration and migrants' rights. Според пратеникот Љупчо Пренџов, председател на Комисија за надзор над работата на Агенцијата за разузнавање и Агенцијата за национална безбедност, потребно е да се продлабочи соработката меѓу Собранието и Народниот правобранител. Ова е одлична можност да видиме и да прошириме нашата соработка, бидејќи тој се грижи за човековите права и слободи во рамки на системот, а како што кажавме, дека општо е прифатено секаде дека често пати службите не само во Македонија, туку секаде знаат да го преминат прагот на
човековите права, односно нивното доследно почитување, сметам дека во иднина треба да се направи една потесна соработка на разменување и на информации и на конкретни предмети помеѓу јавниот правобранител и собранието. Амбасадорката на Швајцарија, земја која покрај Холандија, Шведска и Европската Унија е донатор во програмата на ДИКАВ за реформи во безбедносно-разузнавачкиот сектор во Македонија, го нагласи мандатот на народниот правобранител да врши надзор врз проведувањето на мерките за следење на комуникациите. As an independent and impartial office, it holds the responsibility of providing distinct and unbiased perspective to the oversight system. It will complement the task of the upcoming Council for Civilian Supervision and of the parliamentary committees. Today's 25th anniversary of the establishment of the Ombudsman Office in the country is a good opportunity to highlight the prominent role of the institution in enhancing democratic oversight in the sector. Председателот Стево Пендаровски оцени дека народниот правобранител е институција која е најблиску до суштината на она што се нарекува граѓанска контрола над власта и над еден од нејзините најсензитивни делови – безбедносните служби. Фактот дека оваа институција има овластување да бара одговори од институциите на власта по представки на граѓаните, вклучително и да врши увид во класифицираните информации со какви главно работат безбедносните служби, ги прави незините забелешки и препораки до институциите на власта, не само основа за медиумски извештај, туку и инструмент за кревање и менување на јавната свест. Омбудсманот Насер Зибери во финалето на конференцијата посочи дека и по 25 години од основањето, оваа институција нема акредитација со статус А во Европската мрежа на национални институции за човекови права. За тоа потребно исполнување на критериумите за финансиска, просторна и кадровска независност. Македонскиот омбудсман не исполнува ниту еден од нив. Зибери решението го гледа во законски измени. Во моментов во собрание се наоѓа предлогот на измени на Законот за народен правобранител. Се надевам дека брзо ќе им биде поделен на пратеничките групи да го разгледаат, каде што повеќето од овие прашања ги затвараме. На конференцијата немаше представник на Агенцијата за национална безбедност. Биле поканети, но не одговориле. Во 360 степени, како следна содржина, ја најавувам редовната саботажа. Да ја видиме. Како што се ситнат деновите и се приближува зимата, така кај многумина почнува да се буди желбата следната пролет да ја дочекаат во нов дом. А попрестижна куќа од она наводно барем засега не постои. Иако има такви кои премногу стравуваат, па најавуваат дека би владееле од некој бункер. Светот клизи кон Трета светска војна. Ако и веќе не е во Трета светска војна. Економска веќе се води. Информативна веќе ова е Трета светска војна. Само уште со оружје не е. И сега во оваа ситуација свеедно ли е кој ќе ни биде председател на државата? Воопшто не е седно, особено кога еден од кандидатите е влезен во таква параноја што смета дека постои светски заговор против Македонија, иако веројатно станува збор за личен проблем во перцепцијата на сегашноста. Многу сили во Македонија и во ЕУ направија сојуз за света војна против македонството. Тој сојуз е притаен, доброводен, меѓусебно организиран и меѓународно синхронизиран. Има и такви кои што имаат сличен стил и блискост во убедувањата околу конспирациите, ама ним наум им паѓа ингениозна идеја како да го изиграме светот, особено Атлантската алијанса, кога станува збор за враќањето на името. Не гледам никаква причина НАТО нас сега да не отпише од членство, ако ние не сме северна, ние утре може да сменим име. Значи членството во НАТО сосема е друга приказна. Ние сме влегле во НАТО и ние ќе останеме во НАТО. Тоа не зависи од нашето име. Иако се барем таму зависи од нашето име, во други ситуации не е во ред некој постојано да користи во туѓо име за туѓа сметка. Еден од тие што никогаш ништо не искористиле не сака, ама го молат. Посакуваат да се смилува и да конкурира за шофер.
Ние сме како една приколица на тие што ја влечат колата, ние само не прикачуваме или едната партија или другата партија и јас имам барање од моето членство и на Конгресот на партијата, а и од диаспората да се кандидирам за председател на државата. Секој треба да биде свесен за своите можности, па дури и тие што имаат голема желба, ама им е јасно дека влегуваат во однапред изгубена битка. Ако останеше, може би ќе грмеше, ама сега ќе мора да маршира во некој од другите ешалони. За мене ќе биде голема чест да бидам кандидат. Меѓутоа, исто така сметам дека ќе бидам поефективен на евентуално други работни задачи, ако можам тоа да го кажам. И на крајот, за оној кој редовно со својата камп приколка се појавува во секоја сезона кога се дели највисоката функција. Проблемот е во тоа што никако да му се погоди времето, ама никогаш не ја губи надежта. На хоризонтот ништо освен магла не се гледа. И во таа магла е се можно. Со намалена видливост, секој си мисли дека целта е поблиску од тоа што е реално. Затоа мора да дувне и да се избистри, барем да се види колку за некого таа е толку далечна. Со сатиричниот коментар на Сречко Поповски го завршуваме и ова издание на емисијата 360 степени. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Се гледаме в понеделник во овој термин од 20:15 на МРТ1. Пријатно!